И денес ви посакувам добре дојдовте во емисијата Македонија еден тим. Веќе добро знаете, нашата задача е да го следиме караванот Тим Македонија и председателот Ѓорги Иванов низ патувањето, односно низ Македонија. Ајде да видиме што се случуваше интересно вчера. Дамјан беше во друштво со тимот и со председателот. Погледнете. Јас сум Петар Темелковски и јас сум дел од тимот Македонија. Јас сум Есма Реджепова Теодосиевска. Јас сум дел од тимот Македонија. Јас сум Дејан Недев и јас сум дел од тимот Македонија. Зоран, бидејќи знам дека и ти си дел од Македонија, од тимот Македонија, зошто ја поддржаш кандидатурата на сегашниот, но и идниот председател на Република Македонија, господинот професор доктор Ѓорги Иванов? Па, јас завршив на правен факултет. Магистрирав таму и можам да кажам дека тоа што го знам за председател, за сегашниот, а и за идниот председател, дека тој е човек за народот. Живее со граѓаните, ги поддржува граѓаните и ги слуша проблемите на граѓаните. Таков човек вреди да се поддржи, се грижи за нашите евроатлантски интеграции, работи на тоа Македонија да се афирмира во светот, да биде светски позната и незамисливо е да не поддржуваш таков човек. Ѓорѓе Иванов е прекрасна личност. Сум немал можност лично да го запознам, меѓутоа од неговите дела доволно може да заклучам дека се работи за прекрасен човек. Јас сум Аспазија Софијанова, педијатар, директор на Клиниката за детски болести и сум дел од тимот Македонија. Јас сум Ламбе Алабаковски и јас сум дел од тимот Македонија. Јас сум Јордан Плевнеш и дел сум на тимот Македонија. Јас сум Тони Михајловски и јас сум дел од тимот Македонија. Ѓорги Иванов повторно ќе биде избран за председател на Република Македонија. Не е затоа што тој толку сака да биде председател на Република Македонија, ниту пак затоа што јас велам дека треба да биде председател на Република Македонија. Тој ќе биде повторно избран за председател на Република Македонија затоа што е тоа добро за Македонија и затоа што граѓаните на Македонија тоа го знаат и повторно ќе гласаат за него. Јас сум Рубен Смуратовски и јас сум дел од тимот Македонија. Мојата поддршка кон господинот Ѓорги Иванов како сегашен, односно минат сегашен иден председател на Република Македонија се сведува исклучиво на она што како гледач го чувствувам како граѓани на Република Македонија, она што го сработи до сега и она што има во план да го сработи. Ми импонира аксиомата за држава пред се. Значи дека државата е рамката во која што ние сите македонски граѓани без разлика на вера, националност, религиска припадност и така натаму се изразуваме, сме одговорни и сме слободни во рамките на државата Македонија и секако претставката дека нема да дозволи менување на уставот што ќе повлече менување на името и сето она што го повлекува менувањето на името. Чувството на председателот кон културата, сепак сум јас културен работник, е на вистина импозантно ниво. Јас долго време творам
како дел од културниот живот во Македонија и досега не сме имале ваков председател кој што се грижи за секоја сфера од културата, дали било тоа промовирање на џез музиката, дали тоа било промовирање на театарската уметност, на фолклорната уметност, значи во сите сфери просто ја чувствуваме како културни работници поддршката од председателот Иванов. Има многу да се зборува, програмата е импозантна, навистина сите точки се многу добро осмислени. Искрено се надевам дека уште долги години овој човек ја води Македонија како председател на Македонија. Караванот Тим Македонија продолжува со своите патувања и утре. Доколку и вие сакате да се дружите со Тим Македонија и со председателот, бидете на следните локации: Росоман, Градско, Велес, Неготино и Кавадарци. А доколку сакате да се дружите со емисијата Македонија 1 Тим, гледајте ни утре.